Здраво, дечки, ова е третиот дел од програмирање на X со C++. Докато ги немате гледано првите два, треба прво тие да ги изгледате, па потоа ова видео. И во ова видео ќе направиме играчот да може да се избере дали сака да игра со човек или со компјутер. За таа цел ќе треба да генерираме рандом позиции на кои ќе остава свој знак компјутерот, што значи дека ќе не треба рандом функцијата. За таа цел овде ќе треба да ставим уште една библиотека. Вака. Сега. Ама пред тоа треба да знаеме во каков мод ќе ни биде играта, значи ќе имаме два мода. Ќе ги направам тие со нумерација. И единствената разлика што ќе биде помеѓу човек и помеѓу компјутер е доколку играме против компјутерот ќе треба рандом да ни се генерираат позиции, а доколку играме со човек тој треба сам да се внесува. Сега ќе направам една променлива тука. Добро. Која ќе праша на почеток на играта ќе треба да го праша да си го избере противникот. Значи ова може да дојде и внатре. И сега и за ова ќе е добро пак да се направи валидација, така може вамо да направиме едно. Ќе ни враќа едно game. Ќе го имаме ова. Добро. Ќе го искористим тука. Dobro.
Ова не ми треба тука. Да, ова автоматски ќе го направи тоа. Ево, може да го ставиме и ова. И на крај имаме break. Може би ова е по-добро тука да седи. Добро. Сега го имаме противникот. Сега тука ќе го имаме или овој случај, или компјутерот да ни внесе позиција. Ќе имаме И сега не сакаме компјутерот да ни генерира позиција за двата играчи, бидејќи сакаме едниот да биде корисникот. Затоа ќе направам, ако е X, значи првиот играч да биде корисникот, а вториот да биде компјутерот. Значи ќе биде вака if ако играчот ни е X, тогаш позицијата да ја најде вака. Ако не, сега треба да генерираме рандом позиција. И за ова ќе ни треба таблата. Сега оваа функција исто така, тука ќе ја напишеме. Ќе ни враќа integer. Сега треба да имаме ваму генерација на рандом број. Затоа ја ставивме оваа библиотека тука, за да може да го направиме ова. Хајде да тиде. Тука. Time out. Ќе го имаме ова. И сега тука сега оваа функција ќе не генерира рандом цел број и бидејќи не сакаме да е некој без веза огромен број, го ограничуваме од 0 до 10, тоест од 0 до 9 и му додаваме 1 за да биде од 1 до 9. Сега исто така треба да провериме дали оваа позиција се наоѓа во таблата, дали е слободна. Значи, тогаш е валидно. Ова треба да биде во циклус. Значи, ако е ова валидно, тогаш да прекинеме со потрага на таков број. И ова е се супер, ова го направив јас.
Ама играчот што го добивме беше многу глуп. Сега ќе видите на што мислам, ако се функционира како што треба. Ајде ќе одбереме компјутер и ништо не се случи. Вама не треба да се знаци, туку треба да се бројче. Сега ова ќе функционира. И сега и автоматски компјутерот ни генерира позиција, сега стана 5 и си става таму, воопшто не ни пробува да блокира тука. И ова е прелесна победа. Ќе играм уште еднаш. Тука е добро да има пак систем clear. Кај беше? Нека стои вама, не се изчисти екранот. Добро, повеќе. И си генерира рандом и воопшто не пробува да блокира. И ова не ми се свигеше. И затоа направив да има проверка дали може некој да направи линија или не. Ама исто така не ќе да го направам непобедлив, пошто која ќе беше поентата човек да игра со компјутерот, секогаш ќе беше нерешено. И затоа направив функцијата да генерира бројки на овој начин, дур генерира позиција да прави проверка. Ако има 20 знака тука, тогаш компјутерот да става тука. Ако има 20 тука, тогаш да става тука и така натаму за сите можни варијанти. И во тој случај ќе биде појак, но сепак корисникот ќе има шанса да победи. Сега ќе видите како ќе изгледа тоа код. Ово можем и таму да го ставам во таа функција, што е за генерирање на рандом броеви. Тука да биде. Сега ќе имаме бесконечен циклус и ќе имаме некои проверки вакви. Значи, ако значи, доколку на овие две позиции имаме ист знак и доколку на позиција 1 имаме единица, што значи немаме веќе внесено x или точка на таа позиција, тогаш компјутерот да ја избере оваа позиција
Исто това го правиме за сите комбинации. Може да си додадем. И ова е за хоризонталните линии, ги покриваме сите, сега исти за вертикалните. Файл мотори може да се направи проверка дали позицията е петката, бидейки централното поле е доста добро да се завземе. Значи ако е слободно, а доколко това не е случай, тогава да ми изгенерира нова позиция. И сега да не ги прави сите тия проверки цело време от почеток. Ако стигне тука, може да направим со while циклус цело време да бара се, дори него најде ова. Нема веќе потреба од ова, може да го изгасиме. Сега да видиме. Значи да генерира позиција се додека не најде слободно. И тоа е тоа, ако не направив некоја грешка. И со ова нашиот компјутер е помоќен и сега повторно човекот може да победи, ама и компјутерот солидно игра. Па да видиме. Да, ми текна. Штом влезе тука, треба овој брейк е за овој циклус, но ни треба брейки за главниот циклус и сега тоа е тоа.
Шо прави? Во нито едно од овие нема да влезе. И ќе дојде тука. Слободна е, позицијата е 5. И повторно влега во циклусот. Абе, торко. Now this is it. Сега што го пуштиме. И еве, ја зафати централната позиција, ќе пробам со 9-ка, си става таму 6-ка. Сакам нова игра, повторно со компјутер. Еве го. И еве го моментот што изборев дека сега може човек да го победи, ама сепак компјутерот да игра добро и тоа е тоа, ова ми се допаѓа. И мислам дека доволно работевме на оваа игра. Ако имате некои ваши сугестии, слободно оставете ги во коментари. Ако имате некои прашања исто така, ќе ви го оставам кодот во description наскоро и се гледаме во наредно.